Неколку дена пред почетокот на Европското првенство во ракомет што оваа година се игра во Австрија, голманот на македонската репрезентација и голман на Бенфика, денеска мој гостин во студиото на Репортер, Борко Ристовски. Добре дојде. Благодарам на обата најаве, добре најдов. Мило ми е што прифати да дојдеш, особено во овој период кога имате многу и тренинзи и контролни надпревари. Каква е моменталната атмосфера во репрезентацијата? Се спремате ли? Па како и пред секое големо натпревање, веќе ова е наше, сме биле на доста големи натпревања, веќе горе-доле сите ја знаеме рутината како оди, како и што е потребно да се фокусираме, се концентрираме за едно големо натпревање, така да горе-доле полека, иако се уште има неколку денови до почетокот на Европското првенство, сите горе-доле си ја местиме својата форма, своите навики, ги приспособуваме за тоа едно големо натпревање. Атмосферата е позитивна, сите сме во едно исчекување да направиме голем и добар резултат за уште еднаш сите заедно да славиме и да се радуваме. Тоа сакам да запрашам, дали имате желби и очекувања оваа година? Па добро, нормално е дека секој човек, барем јас имам своји цели и желби и очекувања во новата година и од ова Европско првенство конкретно, затоа што е прво после новата година прва голема задача или голем предизвик, така да најпрво мора да направиме резултат кој што од нас се очекува, тоа е да поминеме во вториот круг. И многу е важно да се обидеме и да го нападнеме тоа прво место, затоа што реално имаме шанси, така да добар пласман на Европско првенство е мојата прва желба. Нормално покрај ако ги тренам на страна спортските желби, покрај здравието и среќата на мене и на моето семејство и моја фамилија. Ќе ги оставим малце ракометните муавети за понатаму, сега ние потешките околу приватниот живот. Пред скоро една година направивте свадба со Николина. Свадбата ја правевте вечерта пред Бадник. Зошто избравте токму таков ден или сосема случајно се погоди? Па добро, не е сосема случајно, мислам кога живеете во странство, конкретно јас во Лисабон, многу е тешко да се најде период кој што вие го сакате за дојдете во Македонија или во својата земја и да направите свадбата баш оној период кога вие сакате, значи времето е ограничено и можеби затоа тоа беше слободниот период кој што го најдовме заедно, се согласивме да тој период подобро го направиме. Сакам да излезем малце од она да кажам, од секојдневие кој што сите прават, оние летни свадби, да. Така да ние малце сакавме да биде и од тој и од таа страна. А беше романтично, ние ви бевме на свадбата, тогаш фотографиравме и беше навистина многу убаво. Благодарам. Така да малце сакаме да излеземе од тој стереотип да правиме летна свадба и тоа беше првиот слободен момент кој што го најдовме. Двајца се согласивме и стварно си поминавме преубаво. Како се запознавте со Николина? Па со Николина се запознавме преку заеднички пријатели. Не се познававме лично, таа беше во едно друштво кое бев и јас и преку заеднички пријатели, заедно се дружевме и така стапи првиот контакт или првото запознавање. А колку време ти требаше да сватиш дека е вистинската? Па не многу долго време, да не речам кратко, ми тоа не многу долго време, затоа што ние релативно и малку се забавувавме пред да работите, да кажем, станат сериозни. Така да, знаете како, во животот јас барем сум доволно искусен животно за да можам да порационално и по-целно ги расудувам работите и да оценувам, затоа што јас сум релативно постар од Николина и кога нешто ми се допаѓа, знам дека знам да кажам по-спортски да го нападнам тоа што сакам и да пробам да го остварам и мислам дека Николина беше она што мене ми се допаѓа во тој момент и се уште ми се допаѓа нормално и нормално дека сум презадоволен од изборот. Твојот син Душан има 1,5 година, отприлика 1,5 година. Колку те смени татковството, колку те смени бракот? Дали се промени карактерот? Па добро, сигурно, тие се два света различни. Значи, јас не толку пред бракот, меѓутоа пред
пред раѓањето нашиот син бев една сосема друга личност, јас сум комплетно поинаква личност, затоа што бев малце по-импулсивен, по-нервозен, се уште сум нервозен, меѓутоа кога ќе Те смирува душен? Да, комплетно, кога ќе колку и да се вратам уморен или нервозен од тренинг, надпревар или од било што, но кога ќе видите вашето дете дома како ве чека, како ве бара, нормално дека све се заборава, сите проблеми се остават на страна и целото внимание е посветено на него и на Николина. Уште пред да се роди ти често викаше го чека мојот лав, се уште мојот лав. Зошто? Па добро, тој испадна мојот лав од една сосема поинаква, од една шала во Барселона, затоа што јас во една пригода со колегите од Барселона, од клубот, почнавме се шегуваме, јас сум голем фан на Златан Ибраимовиќ и Златан Ибраимовиќ цело време нагласува, го нагласува тоа дека он е поразличен од сите, он е лавот во неговиот живот, така да на мала шала јас почнав да го копирам Златан и од целата една шала излезе сето тоа, таа приказна дека Душан е мојот лав и го чекаме нашиот лав да се роди. Како го минувате времето заедно? Што сакаш најмногу да правиш со него? Што сака он, како се забавува кога е со тебе? Па он е едно многу енергично дете и буквално не застанува ни 5 минути, значи Извини што ќе те прекидам, кога го правевме минатото интервју ти рече Душан е многу мирно бебе, јас очекував дека ќе биде темпераментен на мене, излезе дека е Па као бебе беше мирно, меѓутоа сега како веќе почна да оди да трча, стварно е доста темпераментен и не застанува, значи буквално е цело време, значи не може да го фатите да било што да му објасните смирено, све мора да е во трчање, во движење, така да цело време он обожава колички, така да цело време ние концентрирано на колички, имаме голем број на колички и секој доаѓање дома кога се враќате од маркет да пазарите, он ме чека на врата или не чека нас на врата и прашува дали сме му купиле нова количка. Значи секој нов ден бара нова количка, бара нова занимација, меѓутоа све да е поврзано со колички. Така да најчесто се игри со колички, со топка понекогаш, меѓутоа концентрацијата е на количките. Го носи ли Нина на надпреварите? Да. Ние го навикнавме нашиот син да уште од бебе го носиме на надпревари. Ише од бебе кога беше многу мал, патува со нас, секаде оди и со Николина и со мене нормално и надпревари, така да ние не сакавме да бидеме типично да го чувате дето дома првите 30 или 60 дена, не знам колку се чува, па после да го изнесете полека. Душан беше после од раѓањето, ако не се лажам, 20 на дена веќе во авион за Барселона, така да го носиме на надпревари, го носи и на надпревари се уште Николина. Беше многу помал, не разбира ништо, меѓутоа сега веќе почнува и да разбира. Да, како реагира кога ќе те види на терен? Па на терен не сме се виделе затоа што во Португалија е малце безбедноста поригорозна и бебињат мора да седат најгоре во салата и не може да малце подалеку и не ме гледа дека сум јас, меѓутоа кога ќе ме види на телевизија или кога ќе му пуштиме било кој спорт на телевизија, мисли дека е тато. Исто така, ќе те вратам на минатото интервју што го правевме. Тогаш ми рече, немам некој посебен ритуал што го правам пред надпревар, нешто за среќа, меѓутоа последниве години знам да се јавам на баба ми да се направиме муавет по телефон. Да. Дали го правиш се уште? Се уште тоа. Се уште, значи па трае доста години тој и ми е ритуал кој што можеби мене не ми значи толку, меѓутоа на баба ми значи, затоа што жената стварно има 85 години, меѓутоа се уште прати ракомет, се уште разбира ракомет, знае кој игра, знае во колку часот играм јас, знае кога сум загубил, знае кога не сум загубил, кога сме победили, значи се уште активна и прати цела она моја кариера, утакмици, надпревари, тренинзи ги знае во кој период се од денот, ако се јавам пред тренинг, значи одиш на тренинг, че ми се јаваш или денеска имате утакмица, значи го правам тој ритуал повеќе заради неа, затоа што знам колку значи тоа неа. Нормално ми значи да разговарам со неа, да ја чујам, меѓутоа си го почитувам тој ритуал. Дали тоа значи дека ти е најголемиот фан? Дефинитивно.
дефинитивно. Дали се уште практикуваш јога? Знам дека си постојано во сала за вежбање или основни тренинзи што ги имате, меѓутоа ми рече дека јогата те смирува. Вежбаш ли се уште јога? Па сега веќе не, затоа што сега немам ни толку време за јога, затоа што целото на слободно време кој што е малце е посветено на синот Душан и на сопругата нормално и да поминеме што повеќе време заедно. Така да во овој момент ми е ставено на пауза јогата и се надевам дека кога ќе порасне Душан малце ќе пак ќе се вратам на тоа, затоа што стварно се работи за една, иако Македонија не е толку актуелно и развиено, полека гледам дека се раздвижува, меѓутоа тоа е еден сериозен помагател за смирување како психички, така и физички, за опуштање и затегање на својот тел. Ти се случува понекогаш на својот Инстаграм профил да ставиш видео на кое што готвиш нешто, обавезно е тоа доцна навечер. Сакаш ли да готвиш? Кој е специјалитетот што најмногу сакаш да го спремаш? Па, ја имам еден проблем, често вечерам касно или доцна, така да тоа е една навика лоша која што пробам да искоренам низ за години. И сакам да готвам, ме исполнува готвење затоа што сакам да едноставно да уживам, да знам она што ќе го вечерам, да знам или што ќе уручам, да знам дека е квалитетно приготвено и да знам дека јас сум го приготвил на начин кој што мене ми се допаѓа, нормално и за целата фамилија, за целото семејство, така да уживам во готвење, немам многу време, тоа е све инцидентно. Се фаќам за да готвам, меѓутоа од време на време да знам зашто не. За поголемиот дел од јавноста се уште си министер за одбрана, ама ти па реши некако во опозиција да влезеш. Зашто влезе во политиката? Што те привлече таму? Па добро, не ме привлече ништо конкретно. Значи јас сум еден човек кој што си ја сака својата држава и својот народ и навистина ми е криво кога гледам дека сите овие работи и сите овие неправди се случуваат не само во социјалниот живот во Македонија, меѓутоа јас сум сконцентриран повеќе на спортскиот дел. Мислам дека спортот се донесува низ мерки кои што го уназадија спортот или го стагнира, минимум го стагнира од она што беше претходно. И стварно јас сум, морам да кажам дека сум помалку и разочаран од одредени мои колеги затоа што не можам да разберам, би можел тоа да го разберам од политичари, меѓутоа од колеги спортисти, бивши спортисти, не би можел да го разберам, не можам да го разберам оној момент кој што гледате дека една работа не оди и не правите ништо за да ја подобрите. Значи, таа некои тие работи кои што се случуваат во низев континуитет, мене ме испровоцира на позитивен начин за да пробам да направам да се смени нешто во спортот. Да, тоа сакам да те прашам, што очекуваш да се смени? Што мислиш дека можеш да промениш со своето политичко ангажирање? Не е тоа нешто премногу големо, нели, во моментов, меѓутоа? Не, јас сум советник на претседател Мисковски за спорт или стратешки соработник, како сакате. Значи, мене идејата ми е да сите оние работи кои што се, сите оние млади деца кои што вие може и да приметите, јас сум сконцентриран да сега во последниот период гледам и ми проаѓаат многу луѓе кои што се случуваат и неправди над нивните клубови, над нивните федерации, работи кои што јавноста не ги знае. И мене ми е целта само да се направат идеални услови, да спортот може да се даде шанса на сите дечиња да еднакво, без разлика дали се работи за машки или за женски, еднакво настапат на, ајде да го наречеме, пазарот, затоа што спортот е пазар. Колку вредите, колку се трудите, толку ќе успеете, колку ќе успеете, толку ќе вредите. Значи, мене ми е целта да се направат идеални услови или барем минимум услови за спортот да заживее, затоа што гледате дека во последниот период нема никаков успех на Македонија, освен ако отрнеме на ракометот и Вардар. Значи, никако. Меѓутоа Вардар не е па од македонски спортисти. Видите, Вардар е представник на Македонија држава. Друга работа е што мене, ако ме прашувате, моје лично мислење треба да се ограничи бројот на странци, за да може македонскиот квалитет или македонската иднина да биде осигурана за во иднина. Се во ред, секоја чест Вардар, јас сум голем фан, Вардар е мојот клуб, меѓутоа мора да направиме да се даде шанса на
на вистина на македонските спортисти, македонската, ајде да кажам, македонската популација да напредува и да се државата. Јас прифатив една од причините кои што прифатив затоа што претседателот Мицковски во сите тие разговори кои што ги имавме му убеди дека спортот е еден од главните столбови на кои што сака да гради својата стратегија за иднината државата. Спортот е најголемиот, како сакате вие да ја свртите работата, политиката не е најголемиот амбасадор на Македонија. Точно. Најголемиот амбасадор се спортистите, пеачите, Па да, уметниците, спортистите повеќе ги сплотуваат народот кога ќе се направи било каков спортски успех, па плоштадот е полн. Па тоа е тоа, затоа што една од причините, затоа што видите, не велам дека претходната власт била подобра, да, не навлагам во политика, мене политиката не ме интересира. Јас само сакам да кажам дека дали е тоа спредна околности, дали е тоа не знам што е, дали едноставно толку е квалитетот во овој момент. Меѓутоа, на жалост ние во Македонија не памтам јас барем во последниве 4-5 години да се израдува освен на ракомет, ако тргне на ракометна страна. Ние немаме нити индивидуален некој спортист. Ајде Иџе Стефановски ќе не израдува со некоја победа, со некој чести победи, меѓутоа друг индивидуален спорт јас не можам да видам и тоа ме боли, и тоа е една од причините кои што одлучив да влезам во политиката. И другата страна е затоа што мислам дека ако сакате да направите било каква промена во спортот, суштинска промена која што ќе биде системска, да не биде само политички, таа да биде само денеска, утре да не важи кога дое другата власт, е само преку политиката. И сега од политиката да те вратам малку наназад во детството. Кога знаеш дека ракометот ти е љубов? Дека сакаш да играш ракомет, меѓутоа уште поважно, како знаеш дека сакаш да бидеш голман? Заради тоа што претпоставам дека повеќето деца кога се спортисти сакаат да даваат голови наместо да ги бранат. Па не можете да знаете. Тоа е едно чувство кое што не се опишува, треба да го доживеете. Јас сум кажал повеќе пати, мене ме ставија на гол затоа што бев најбуцкастото дете од сите кои што беа. Па и голманот да биде пропулентен. И бев најбуцкастото дете и ме ставија на гол и сосема случајно се роди таа една желба која што ми го определи патот во животот. Значи, тоа е едно нешто кое што не можам да го објаснам. Подсвесно сум знаел на свој 15-16 години дека ќе бидам успешен спортист. Значи, тоа ми било насока во животот кој што сум вложил се. Значи, во тој период моето школување било ставено на втор план. Целта ми била да успеам во спортот, што на моја голема среќа и задоволство се остварило. Меѓутоа, не можам да дефинирам кога сватив или зашто сватив, тоа едноставно е чувство кое што не се опишува и пак ќе кажам, се надевам дека ќе има многу поуспешни спортисти од Борко и многу поголеми успеси во оваа Македонија, затоа што на овој народ и на оваа држава им требаат успеси и победи за да се радуваме. 2 пати беше во Металург, 2 пати беше во Вардар, ако сум правил. Потоа беше Германија, Шпанија, Португалија, Катар. Каде се пронајде најмногу професионално? Па добро, има две страни приказна. Едната е дали се наоѓате животно, како животот ви се допаѓа, а друго е... Не, зборуваме значи за спортскиот дел. Да, спортскиот дел е Германија, Бундеслигата е најака лига во светот и нормално дека таму се наоѓав највеќе. Германија е една земја која што вложува многу повеќе средства финансиски од било кои други држави заедно, ако сакате може да ги спојме заедно во спортот и во ракометот. И тоа е убедливо најсилната лига во ракомет во светот која што постои и нормално дека таа е земјата или лигата која што се најдов највеќе, затоа што секој надпревар таму е полни трибини, секој надпревар е тежок надпревар, не постојат слаби противници, не постојат слаби екипи, постојат јаки и помалку јаки екипи. Меѓутоа, ако не сте 100% на секој тренинг и секој надпревар дадени, тогаш сигурно дека може да бидете лесно поразени и тоа е она кое што ве држи во континуитет и тоа е она константната тензија спортска ви го носи квалитетот и континуитетот. А каде ти годеше животот најмногу? Па добро, ја во последниве години благодарение на се она што сум го работел во изминатите 13 години, имав можност да ги бирам земите каде што ќе живеам. Нормално дека Барселона и Шпанија ми е една од тие, сега Лисабон, исто една преубава земја, така да
Барселона и ако зборуваме само за живот, Барселона и Португалија, Лисабон се земите кај што најубаво се живее. Жалиш ли за некои од изборите што ги направи во кариерата? Во однос на клуб, во однос на земјата во која што настапуваше? Не, јас сум човек кој што не се врзувам за клубови и за држави емотивно, затоа што тоа е моја професија, сум професионалец 100% посветен на тоа и немам, нели, јас сум на размислување дека животот ве носи патот во кој што вие помагате да одите, меѓутоа кој што е зацртан од или од вашите заложби да успеете, така да се што сум направил не желам за ништо и се што ми се случило во животот така треба да биде. Лани беше слободен играч едно време, мислам дека имаше неколку понуди, на крајот ја избра Бенфика. Колку Николина ти помогна во изборот на клуб или на крајот одлуката каде ќе одиш беше исклучиво твоја? Па добро, нормално дека разговарав, точно е дека имав неколку понуди, повеќето беа од Германија и морам да кажам дека нормално разговаравме за мојата или за нашата идна каде ќе ја продолжам мојата кариера, но на крајот сепак се одлучив за Бенфика и Лисабон, за помалку атрактивна лига, меѓутоа кажав претходно, значи благодарен сум што во мојата кариера стигнав до тој степен да можам да ги бирам и градовите во кои што ќе живеам. Решив за послабата лига и Бенфика клубот за да видам повеќе време со моето семејство, со мојот син и да сакам да го гледам мојот син како расте и да бидам што повеќе време со него. А како се снајде со португалскиот јазик или фала Богу сите зборуваат англиски, па лесно е? Не, јас зборувам, јас сум полиглота и сакам јазици, ме влечат јазици. Јас зборувам шпански перфектно, скоро како македонски, читам и пишувам и го говорам. Португалскиот е помалку различен од шпанскиот, меѓутоа кажав затоа што ме интересираат и сакам јазиците и ме влече тоа. Релативно брзо го научив португалскиот, кој што има некои сличности, меѓутоа сега го говорам португалскиот, можеби не 100% чисто и како правилно, меѓутоа знам и да разберам све и да прочитам и да напишам се уште не знам, меѓутоа и секојдневно се трудам да се подам на тој план. Во македонската репрезентација веќе некако се надзира на смена на генерации. Кире наскоро најавува пензија, ти за неколку години најавуваш дека ќе си заминеш од репрезентацијата, неколку други ракометари си замина. Дали мислиш дека имаме млади ракометари кои што ќе дојдат, кои што ќе ве заменат и кои што ќе ги постигнат сите овие успеси што вие ги постигнувате низ годините? Заради тоа што Македонија некако е навикната дека секој јануари од европско или од светско се радуваме. Па добро, ние ја навикнавме Македонија во јануари да одиме на големо или на светско или на европско првенство и тоа е еден убав притисок кој што сите ние живееме и убава една тензија позитивна која што ја држиме цела Македонија на нозе пред тие големи време. Меѓутоа морам да кажам дека Македонија има доста талентирани и квалитетни ракометари. Меѓутоа квалитетот и талентот застануваат до една точка каде што треба да продолжи работата, посветеноста и нормално жртвата. Мислам дека не знам колку од нашите ракометари репрезентативци се спремни да го издржат тој притисок, затоа што за да вие напредувате треба во Македонија може да играте, пак ќе кажам да отрнеме варда на страна, во Македонија вие може да напредувате до еден степен само или до едно место, после тоа мора да отидете надвор за да го продолжите и вашиот раст како играч и како човек и како спортист, за да видите дека спортот не е само професија, спортот е начин на живот. Значи, когаш сте спортиста, немате право да излезете во петок, нели, и да заглавите како што сите нормални луѓе кои што не се бават со спорт го прават тоа, затоа што во сабота имате надпревар и мора да бидете, нели, одморени. Јас често се шегувам со моите пријатели, сите кои излага, нели, кога бевме помлади другари, сите кои излага пријатели во диска, во кафичи, јас бев дома во петок во 10 и го чекав надпревар во сабота, така да
Тоа е начин на живот и мене само ме Ти фали ли тоа што ете не си излегувал многу во не тоа ми време? фали, не, за се има време во животот. Мислам дека ако одберете вистински ако сакате вистински да успеете во некоја професија, стварно е потребни многу жртви кои што јавноста не ги гледа. Јавноста мисли дека спортистите само кога излезе на терен и ќе го видат на надпревари, нели живее во Лисабон или во Барселона и нели живее убав живот. Точно е, да, живеем убав живот, се заработува добро, тоа никој не го спори, меѓутоа за да стигнете вие до тоа стварно е потреба огромна жртва и огромни одрекувања и мене пак ќе повторам, ќе се навратам, мене само ми е имам дилема колку и дали нашите репрезентативци се спремни да жртвуваат својот живот, своите приватни животи, својот напредок нели на факултет да студираат, колку се спремни да жртвуваат за да успеат во ракометот. А дека имаме квалитетни репрезентативци имаме и тоа е неспорно. Дека овие европски првенства и светски ќе помогнат на многу од нив да растат како играчи и како луѓе, генерално како спортисти, тоа ќе биде од огромна помош за нив. И сите ние чекаме да барем јас чувствувам некоја обврска према ракометот, затоа што мене ракометот ми дал све во животот и чувствувам некоја обврска према ракометот и према спортот, па и према државата. Јас сум човек кој што искрен и јас кажувам дека оној момент кој јас ќе осетам дека има на мојата позиција голман или кој што и со искуството и со квалитетот ќе биде на ниво да може да го задржи да ги задржи успесите на оваа ракометна репрезентација на Македонија, јас истиот ден ќе си заминем, никаков проблем, ќе има целата поддршка, јас не сум во репрезентацијата нити за никакви финанси, ни за ништо, едноставно ние не земаме пари за настапување за репрезентација, само чисто е од патриотски побуди, така да тоа е тоа. Јас би се од денот кога ќе излезе таков профил на голман кој што јас ќе осетам, одма ќе се повлечам без никаков проблем. Со кој од ракометарите се дружиш приватно? Па добро, јас сум од една генерација постари, ова е промена на сега има делумна промена на генерација или полека почна да се менува генерацијата и се тоа млади деца или релативно помлади од мене, така да нема ни многу време за дружба во репрезентацијата, меѓутоа од оние Дејан Манасков, Столе Стоилов, така да тие. Како го поминувате заедно времето кога не сте на терен? Па нема, имате обврски, сите имате обавезен доручек, во исто време обавезен ручек, обавезна вечера, после тоа имате нели обврски, одите гледате видео, се како што кажав, секој се спрема на различен начин, некој му одговара да седи во хотел да пие кафе, некој му одговара да се масира, некој сауна, значи сите си имаме свои различни ајде да кажам навики кои што ги користиме за што поспремни да бидеме на тој надпревар, на тој европско првенство или светско седмо. Кога го правевме претходното интервју, те прашав за твоите планови по крајот на кариерата, тогаш рече дека немаш ништо конкретно, иако дека веќе размислуваш за некој свој бизнис или што со иднината. Дали сега веќе знаеш што би правел понатаму? Па не можам да кажам ништо конкретно што би правел, меѓутоа знам дека размислувам управе за тоа биде приватен бизнис, затоа што Ти го вклучува и спортот? Па не знам, не. Ја не се гледам себе си како тренер. Јас имам и своја менаџерска агенција која што е основана во Хрватска, во Загреб. Таа агенција можеби во тој правец нешто ќе работам, затоа што таа агенција е основана пред можеби година и пол и веќе имаме трансфери, 3 трансфери направено, така да можеби во тој правец би работел во спортот, меѓутоа конкретно да бидам тренер или да бидам не знам нешто на спортски баш на терен, не се гледам себе затоа што премногу сум нервозен и премногу сум така знам да викнам, а тоа нормално кога сте играч едно, меѓутоа кога сте веќе тренер тоа не смете да си го дозволите, така да не сакам да се доведувам себе си или било кој друг во непријатни ситуации. Борко, ти благодарам што одвои време и сите го чекаме Европското првенство, да се радуваме повторно некој успех на македонската репрезентација. Благодарам на поканата и се надевам дека ќе се видиме после Европското првенство на уште едно интервју на кој што ќе го потврдиме или ќе се радуваме заедно на голем успех.